У името на Господ. Нека е мирот и спасот над нас. Нека е мирот и спасот над нас.
Господине, не моравте да доаѓате. Да ме повикавте, ке дојдев јас. Господине, ги проверивме снимките, но нема ништо ново, исто како и претходните. Ердем, Ве слушам, господине. Ердем, имаме документи, што треба да ги испратиме во илјадници центри низ светот. Секако, господине, дайте ми ги адресите. Белата куќа, Пентагон, кабина на лордовите, со глава на Кремљ во Русија, па се до сите политички единици. ЦИА, FBI, Мосад, до сите светски тајни служби. Потоа до сите светски медиуми, почнувајќи од Америка, Европа, Азија, Кина, до секого. Истовремено до секого. Истовремено. Добро, но ќе може ли да ја знам содржината? Ќе ги дешифрирам системите на сите крвави раце кои што играат и го уништуваат светот. Нема да можеме да го направиме тоа. Што значи не можеме? Има систем на мрежа кој ги контролира сите системи за комуникација, сите пораки, телефонски разговори, интернет комуникации се проверувани од таа страна. Мрежава работи како речник што ги фаќа сите скриени пораки, кои сакаат да бидат префрлени. Штом ги испратиме овие документи, системот ќе ги филтрира зборовите. И ќе бидат отфрлени сите информации што ние би сакале да бидат дешифрирани. Ме разбирате ли, господине? Нема да можеме. Не ми зборувај за негативности. Кажи ми како да направиме? Нема начин за ова. Тие го создадоа системот. Тогаш ние ќе им влеземе во системот. Каде им е центарот на овие? Ги има неколку во светот. Но сите се многу заштитени. Кој според тебе е најлесен за влегување во системот? Египет. Но и за таму ќе ни бидат потребни луѓе со кои ќе можеме да стапиме во контакт околу мрежата. Ке го овозможам тоа? Имате ли луѓе таму? Самиот ке влезам. Господине, ова е невозможно.
Najveće razočarenje mi je David u realitiju. Ti se pišaš po meni, non stop. Ne mešaj privatno i ovo. Koje privatno, ja mogu da ne učestvujem. Ko te što pitala? Ja sam te nešto pitala. Ja sam se s bratom posvađao zbog nje jer je moj brat se s njom svađao na Instagramu, a ja sam brata napušio zbog nje jer su njoj oborili Instagram. Imamo osjećaj kao da se završava, zato ga ne izlazimo. Zadruga. Večerva na Alfa. Skopsko. Za nas. Заборавете на досадните пластични кеси за храна за еднократна употреба. Престанете да создавате отпад. Чувајте ја природата со циби. Можете само да добиете маслиново масло со врвен квалитет од Оливери. Есенцијата на мајката природа. Убавината на природата преточена во шиша. Бидете убави. Бидете зелени. Skin Delight. Ме повика овде за да го гледаме ова. Да не имаше поважна работа од ова. Се занимавам со цела организација. Камо да можев да бидам самостоен како тебе. Ќе видиш какви филмови ќе снимам специјално за тебе. Штом сакаш да снимаш филм, првен ти треба сценарио. Сценариото ми е во глава. Не годувам со никого. Ќе ми го украдат. А дали имаш добри актери? Колку што не сакам. А како ти се вика филмот? Имам некоја идеја, но... Види, мора да биде впечатливо. Единаести септември. Дали е доволно впечатливо? Убаво. Втор дел. Пак ќе заспиеш на каучот, сопругу. Па повторно ќе те заболи вратот. Што да правам без жена? Не сакам да ги спуштам нозете на каќаба. Ги земали лековите? Ги земав, жено, ги земав. Јас ќе одам да одморам. Не оди на тавав без мене, се вознемирувам кога те нема тука до мене. Ако не,
Ке му кажам на Пола дека си се разболел, да знаеш. Добро бе, жена, добро. Да не сакаш нешто. Имаше листи пенкало на масичката во собата. Ако не ти е тешко да ме ги донесеш, те молам. Ме интересира што ќе пишуваш. Ке ти го покажам откако ќе го напишам. Тогаш ќе го прочиташ. Господине, ги недовме координатите. Ке ви ги спратам вам. Во ред, Ердем. Ги наоѓам слабите точки на територијата. Прави што ќе правиш. Најди ми го влезниот клуч на територијата пред да полетам. Правам се што можам, господине. Немам што да направам, господине Хаки. Само ви објаснувам. Изгледа вам не можам да ви објаснам. Мора да ми договорите средба со Фехми преку нотар во врска со наследството и Вахиб Казузаде. Ви повторувам дека ова не е можно. Истото важи и за Џахид ли? Да, и двајцата се во куќен притвор. Мора да ги почитуваат истите правила. Добро, како ќе ми гарантирате дека Џахид нема ништо да му стори? Ти беше пријател на Пола Талемдер. Демек почина Пола Талемдер. Планираше да си го продолжи животот во храм. Во храмот те примија. Мене ми простија. Потоа се покаше во тој дел. Се спасивте, само ти и господинот. Сега господинот ќе излезе од кома и ние ќе бидеме ослободени, а? Многу е просто. Тогаш ти кажи ја вистината. Пола Талемдер не е мртов. Со операцијата која ја изврши, ти ме зазеде мене. Тебе те постави како мој чувар. Полат е во некаков договор со татко ми. Сака нешто во замена. Во замена за мене. На крајот, некој од нас ќе биде убиен. Јас или татко ми. Двајцата наеднаш. Ваков беше и порано, или имагинацијата ја должиш на едногодишната самостојност? Да видиме во каква состојба ти ќе бидеш последна година. Па јас не сум сам. Како можеш да бидеш толку смирен? Колку што знам јас, образовани луѓе како тебе не би седеле напразно затворени на ова место. Што прават? Прават по 300-400 склекови на ден. Копаат тунел со лажица. Прават оружје од четка за заби. Што знам, прават? Прават се и се што за да избегаат од местото. Ти што правиш? Се молиш господинот Роналд да излезе од кома. Јас имам еден план. Ископав еден тунел. Навргу ќе се спасиме од овде. Сваќам дека немаме друго решение освен господинот да се спаси.
Овој ли е клучот за влезот? Да, господине. Вработените влегуваат во Себерцентарот единствено со отпечатоци од прсти и пасворди. Отпечатоците можете да ги земете со ваши методи. Но за пасвордот вработениот ќе мора да проговори. Каде можеме да го најдеме човеков? Вработените посетувале пустински забави кои не биле забележливи кога се надвор од територијата. Дали знаеме нешто повеќе за човеков? За сега тоа е се што знам за човеков. Кога ќе стигнете на територијата од кога ќе го сместете USB-то системот, ќе побара уште една шифра од вас. Ќе се обидам да ја пробијам. Доколку биде се во ред, ќе имаме само 3 минути да ги префрлиме документите. Откако ќе помине времето, територијата ќе се претвори во кутија. Системот ќе почне да се менува. Ќе мора да ми верувате. Не знам какви опасности ќе ве чекаат. Освен овие што досега ви ги кажав. Добро, Ердем. Благодарам. Ајде, стани. Нема работа од тебе. Натре. Со кого зборуваш, бе ти? Со кого? Од кое племе си ти? А? Кажи. Од кое племе си ти? Добро, ајде, оди си. Пушти се слободно. Тоа што се случува во Вегас, останува во Вегас. Отвори си го лицето. Чекај да се расположим уште малку. Ќе се расположиш, том се напиеш. Се разбира, ти нема да си го отвориш лицето. Јас ќе ти го отворам. Ќе си го отворам јас. Што се случува? Бегајте, побрзо тука.
Полат. Што се случува? Кажи ми ја шифрата. Која шифра? Ова е доволно за мене. Ајде. Што ти се случи на тебе? Бега, патете го. Ајде. Што се случи? Од чадорот има повредени, помогнете им. Колку мина се? Земете го, однесете го дома. Многу мина се. Има многу повредени, има многу крв. Напад во чадорот, соберете се. Каде ти е картичката за влез?
Имало напад во чадор, слушна ли? Слушнав, се надевам дека нема да дојдат до тука. Што работа имаш ти на територијава? И јас сватив дека сгрешив во моментов. Морам да те убијам. Ме слушате ли, господине? Внатре ли сте? Ме слушате ли? Добар ли сте? Внатре сум, Ердем. Мило ми е што ви го слушнав гласот. Сега поминете го блокот Б. Ке видите скали по 15 метри. Господине, дали ја седовте шифрата со помош на отпечаток? Да. Кој од вас е повреден? Господине, што се случува? Снема струја, Ердем. Тогаш немаме што да правиме повеќе. Внатре има некакво светло. Во собата на системот секогаш има светла, но за жал пристапот до собата е невозможен. Господине, треба да што побрзо да излезете. Јачина. Ме слушате ли, господине? Господине? Ме слушате ли? Господине, ме слушате ли? Ердем, пробија шифрата. Ердем! Ја пробив шифрата, господине. Почна одбројувањето. Имате само 3 минути. Не може така, глупаку. Тргнете се.
Господине, немаме доволно време да се префрлат сите потатоци. Ке се активира само уништување. Мора да излезете од таму. Ветивте дека ќе ги тргнете вашите крвави раце од оваа земја. Но не стоевте на зборот. Ја рассипувам играта, која ја почнавте пред точно 13 години. Светот нема повеќе да биде ваша сцена. Ниту еден Валкан договор, ниту еден Валкан пазарлак нема да остане меѓу вас. Ќе ви го уништам системот кој што е распослан како пајакова мрежа низ целиот свет. Се заколнав дека ќе ви ја расипам играта. Ќе ви го срушам светот над вашите глави. Каде е човекот? Умрел. Ajde! Што е? Имаме многу голем проблем, господине. Имавме напад на системот. Кој? Ќе ви го уништам системот кој што е распослан како пајакова мрежа низ целиот свет. Се заколнав дека ќе ви ја расипам играта. Ќе ви го срушам светот над вашите глави. Полат Алемдар. Седи, не се приближувајте. Немојте. Ебола.
Посакувам да беше мртов Полат Алемдар. Ми ги сруши сите планови. Не можам ни да предпоставам што ќе се случи. Ви напишав што ќе се случи од сега понатамо. Што мислиш околу воскреснувањето на Полат Алемдар, Британи? Се шегуваш ли? А тој јави се веќе.